Теона прашува дали и кога е потребна суплементација. Теона, многу во последно време и јас го наметнувам ова прашање и сум гласен по ова прашање, затоа што многу, особено сега со корона кризата се случува хистерија во врска со користењето на суплементи, особено нели овие микронутриентите како витамини и минерали, и луѓето секојдневно користат најразлични таблети кои што и суплементираат најразлични витамини и минерали. Науката е многу јасна по ова прашање и многу сум среќен што ми го постави прашањево, затоа што конкретно во 2019 е завршена на голема научна студија и спојна на многу други клинички испитувања, кои што траеле со години и вклучуваат скоро 1 милион учесници. И еве точно и ќе ти прочитам што зборува оваа научна студија. Вели дека има многу мала сигурност и доказ дека намалениот внес на сол пред се ќе намали ризик за кардиоваскуларни заболувања. Кажува дека омега-3, користењето на суплементација, дефинитивно ќе придонесе за подобрување на општото кардиоваскуларно здравје. Фолна киселина ќе намали ризик за мозочен удар, додека сите останати витамини и минерали, вклучително и антиоксиданси, немаат никаква научна основа дека нешто ќе придонесат. Науката денеска е многу напредната. И јас ја разбирам хистеријата кај луѓето и тоа оптеретување со кои се суплементи ќе ги користам, за да можеби неам грижа на совест дека ете нешто придонесувам за своето тело. Но од друга страна, ако внесуваш ти повеќе од 100% од дневните потреби за одреден витамин или минерал, нема никаква смисла зошто тоа би го правела. И по автоматизам секој од нас би требало да прифати еден избалансиран, нормален начин на исхрана кој што нема да создава недостатоци за одредени витамини и минерали и да треба да суплементираме. Многу често науката, бидејќи е возбудена за одредени откритија, например, можеби пронашла цинкот во кои се метаболички процеси учествува и можеби ќе излезе со тврдење најдовме дека цинкот учествува во тој метаболички процес, подобрува имунитет, подобрува ова или она. И многу често ние луѓето тоа го прецепираме како значи јас сега треба да користам цинк за да имам имунитет. Ама ти никогаш не знаеш дали во моментот тебе стварно ти недостасува цинк. Затоа нема смисла користењето на суплементи се доколку можеби не се третира одредена хронична состојба, можеби не се работи за човек во повозрастни години, значи веќе над 50-60 години може да се зборува за консумирање на одредени суплементи, затоа што способноста на метаболизмот за апсорбција од храната се намалува и добро е да се покачува. Тука пред се мислам на витамин D, на витамин C, можеби фолна киселина, но како и да е, јас во својот ден имам исклучиво омега-3 како суплемент и тоа би го препорачал на секого од вас од раѓање до крајот на животот, буквално, алоe вера и растителни влакна. И толку е мојата суплементација. Има исто и научни студии кои што говорат за тоа дека витамин С, ако се консумира во период на настинка, односно кога си настината, за 18% се скратува времето на боледување. Така да тие се некои факти кои што дефинитивно ги зборува науката.